Добар ден и среќен ден. Денеска направив материјал за да се произнесеме по сето она што го тврдиме овие неколку недели во овај молк невиден од 99,9999% македонците и останати. Пречем, ако ја гледаме вака состојбата, не знам како да ја дефинирам. Као демек не слушаме, не гледаме, типично за оние кои што ги создадовме во Македонија од само нарачаниот атентат, на кого и самиот Киро Таушанов припаѓал. Значи, најблиску до ова е арогантна гордост, каде што се шири чувство дека поголемиот број македонци се над и супериорни, нели, над другите, над Владо Павлов, и сите сте некоја елитна класа, специјално одбрани, бидејќи до вчера истите тие го имаа, нели, познавањето на вистината. А ние, останатите, треба да бидеме безмалку пиони во таа голема шаховска табла во остварувањето на новиот светски поредок. Затоа и истите тие која наводно ја контролираат тајната вистина, за кој тие веруваат дека ја имат и не била откриена на никој што не е во членството на ова секташка еврејска организација во спрега со језуитите, посебно оние од Загреб, кои што во раните 90-ти години пред атентатот од Загреб доаѓаат во Охрид, а во исто време доаѓа и Јаковче, Антихристче од Загреб во Македонија. Така да овие друштва како целина, верујте ми, македонци мои, не го обожаваат Бог, бидејќи тие се сметат себе си за повисока форма на животот. Тие се повисоко од сите нас и од секојдневниот човек. Затоа и ова што го пропагира Владо Павлов во молк од 100% политичарите, премиерите, министрите за внатрешни работи, секој полицаец, секое лице од армија на Република Македонија, со овој молк
за ова вистина од 1995 година до ден денес, со молк од 100% новинарите, ја докажува вистината дека сите кои што молчат поради тоа што не го чекаат Исус, туку го чекаат Антихрист, кој што треба да биде крал во остварувањето на светскиот поредок. Затоа и овој молк пред се тоа што го зборуваме ова недела, бидејќи ваквите тајни организации успеале да ви ја купат душата и да ви ја направат черепи и коски. Пред вакви докази и аргументи, каде што упорно Владо Павлов тони, а истиот тој имаше привилегии за 3 месеца да биде ДДВ врзник. И каде упорно, ако молчев, касата на Владо Павлов ќе беше многу поголема од она што денес упорно ваквите тајни организации, како тоа што го правил господин Михаил кон нашиот светец, за мене ќе кажам, Дедо Гаврил, кој што го испратил во сиромаштија и беда и на крајот го ликвидирал, е сосема идентично и оно што го прават со Владо Павлов. Затоа ве прашувам сите, што е тоа повисоко во мене, што бара јас ова да го дебатирам со факти и аргументи пред сите вас, а знам дека губам милионски суми на денари. Ајде, кажете ми вие, ако јас не знам, пред ова арогантна гордост на оние кои што шират чувство дека се над и супериорни на другите, дека се елитна класа, дека се специјално одбрани, бидејќи тие ретко ја имале познавано вистината. Но ете, и денес ние, обичните граѓани, ние кои не сме елита во ово општество, каде што молчи премиерот Тино, молчи министерот Тошковски, молчише Зоран Заев, молчише Никола Груевски, молчи Бранко Црвенковски, кој што многу пати е повикуван, молчи Тито Петковски, молчише Стојан Андов, кога го прозивавме 2 дена за атентатот пред да почине, молчише Југриновски, кога го прозивавме неколку дена пред да почине, молчише и мојот роднина во Виена, синот на Киро Таушанов, Владимир, неколку дена пред да почине. Така да јас ги поздравувам Фрчковски, Тито Петковски и Бранко Црвенковски, кои што се клучни сведоци на ова што ние денес го тврдиме. Барем уште тие останаа живи да сведочат за создавањето на ова сектачка еврејска организација во Македонија, заедно со језути, на кој што припаѓал и самиот Киро Таушанов, кој што неговиот прстен од неговата организација со наводниот атентат му го предава на Бранко Црвенковски, каде што до ден денес е оној контролор на сите оние организации кои што ги има во Македонија. Вашиот молк Владо Павлов го гледа како друго. Вашиот молк Владо Павлов пред овие факти и аргументи го гледа како ваша гордост, као демек не слушаме, не гледаме,
Пуштете го, будала е, за бегање, болење од виетнамски синдром, како што велеше покојниот Ниче Димовски, лежеше на 8 спрат на војна болница додека беше во Волци, како што велеше Ниче Димовски, и така натаму, и така натаму. Ама вистината, ако доаѓа од Божјата десница за откривање на сето ова во Македонија, сето ова, тогаш мислете му, сите вие кои што ви ја купиле душата и ви ја направиле черепи и коски, и кои што молчите пред овие факти и аргументи за пречек на опозитот на Исус, на Антихрист. Дали знаете дека создавањето на новиот светски поредок и градењето на новиот Вавилон преку Израел е многу зависно од Македонија? Дали знаете, ако овде му ги скршиме нозите на Антихрист, светот ќе биде ослободен? Затоа што многу пати имам кажано, тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Зошто? Затоа што Антихрист нема се декларира како потомок на Александар Македонски. Затоа што нема да биде кронисан во лажниот Ерусалим Охрид, кој што бил барата Плиска, и каде што се гајал култот на аждајата, на Молохот, и каде што се жртвувале деца за овој култ, и кои што биле претерани од Александар Македонски, Георги Победоносецот, и кои што од денешен Охрид се префрлили на Венеција, од кои што потекнуваат овие венецијански трговци, кои што повторно се во Македонија, се со една цел да се одмоздат на Александар Македонски, на неговото поколение, за сето оно што го направил со нивниот култ и уништувањето на барата Плиска и аждајата кој што ја стругал до струга. Тоа е таа порака, што многу пати сум ви ја кажал. Тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Ако овде не се скршат нозите на Антихрист, светот ќе плаче и Македонија ќе плаче од неговата злоба и тогаш на вистина пророчанството на Зоран Заев ќе биде исполнето. Дека ќе се јадат живи луѓе. А веќе е почнато да се јадат живи луѓе. Ја не верувам дека некој од вас сака да биде канибал како нив. Затоа им е потребна Македонија. Затоа е ова голема битка во Македонија. Затоа се сите овие политичари ставени во Македонија. Затоа Македонија нема политичар кој што е поврзан со Божјата десница. И затоа овие се плашат, бидејќи знаат дека сум во право за ова сектачка еврејска организација, која е втемелена од овој лажен атентат на Киро Таушанов. И затоа нема маж во Македонија кој што ќе се спротиставе на оние кои што ги донеле на власт. Затоа не очекувам ниту од Тино, ниту од Свети Тино. Затоа не очекував ниту од Заев, ни од Свети Заев. Ниту од Груевски, ниту од Свети Груевски. И тоа е ваше право. Ама молкот го кажува. Сето тоа. Сакаме да правиме рестарт? Сакаме да ја возобновиме рајската градина во Македонија? Со кого? Со 99% кои што се гордеат и чекат Антихрист да се крониса во Охрид? За кој му правиме нарачено гроб на нашиот жив Бог Александар? А јас ви доставив материјали што е
од Вавилон донесено во Македонија во времето на Паско Кузман и Аристотел Тентов преку Египет со помош на високи функционери и агенти на НАТО. Во време од кога подоцна започнува оно што го знаете денес со геоглифот. И ке не лажат дека Семирида, Вавилонската кралица или Касиопеја е поврзана со Александар Македонски. Не македонци. Таа е поврзана со Нимрод. А Нимрод е првиот антихрист персиски, од кој што потекнува цела персиска лоза. Удари први до денес ова антихристче кој е донесено во Македонија. Потекнува од истата таа лоза персиска. Козелче, со персиско брадиче, црномуресто, со блабнати црни очи. Затоа храмовите ви го представуваат пред време, за да кога се појави, вие да знаете дека тој е тој. Затоа старите икони ни ги тргнаа. Бидејќи овој прв господин Михаил, а подоцна и Петар, заедно со Вранишковски, ги остранија старите икони од Исуса, ни го метна овај високо на Парнеонот. И нормално, зошто би го направили тоа? Затоа што Михаил со уништувањето на дедо Гаврил не внесе во унијати. Под капата на Рим, под капата на Ватикан. И на тој пат им сметаа македонците во 90-те години. И затоа требаше да се направи ваков атентат, за да се убијат оние македонци кои што со дух, ум и фанатизам не сакаа Македонија. И беа во ВМРО ДПМН. Жално и болно е денес што многу од нивните деца гледаат како се мачеле, како се убиени, и тие молчат денес од ВМРО ДПМН. Зарем толку успеа антихрист да ве купи? Македонци мои, зарем толку сте уплашени од овие антихристови војни? Зарем заборавивте дека Александар е Бог? Од него потекнува и Исус. Клеопатра седма. Зарем заборавивте каква битка се доби на Гавгамела, на Иса? Зарем заборавивте дека Александар секогаш бил со помош на друга цивилизација? Зарем успеа овие да ви го умрат Богот во вас? Браво за нив. Мора да го почитуваме. Како што го почитувам Бранко Црвенковски и Фрчковски. Заедно со актерите, подпомогнати од језуити. Тоа е за почит. Да успееш да го ставиш во лабиринтот на Минотаурот секој македонец. И тука не треба никој да ми најдете мана. Што, еве, од овде секоја чест му велам на Бранко Црвенковски. И немам омрза пред човекот. Немам омрза и пред Врчкополис. Масончето со лептир машина, кој што прво трчеше да го тргне упалјачот. Да не се одреди димензијата дека е активиран од хотел Бристол.
Секоја чест. И треба да и се заблагодариме. Затоа што достојно одиграле играта и работата за другата страна. За опозитот на нашиот Исус. И не треба да ги мразиме. Колку години помина од 95-та година? Да се нема маж да каже вистината за ова сектачка еврејска организација во спрега со језути, во кој што учествувал и самиот Киро Таушанов Григоров. Ете јавно од овде му честитам на Бранко и на Фрчко. Браво! Штета! Многу пати се разминавме во Беверлин Хилс. Кога поминува преку Агапи. Сме се разминали и во Рамстор. На касата. На пешачки. Ако го видев, независно дали бил прво во црно облечен, а потоа во бело, навистина ќе му даде фрака на Бранко Црвенковски. И ќе му кажев, мајстор си, брате, Бранко. Ова не може никој да го направи во светот. Така да го спакуваш Македончето и да го фрлеш у бездна. Ама ако Бог сакал Бране и Фрчко и Тито Петковски ова да се сокрие, немало да се појави таков како Владо Павлов и неговиот тим. Затоа што на вистина сте заборавиле на битната работа. Децибелите. Ама лажата или лагата не може со вистината, Бране. Најпрофесионално одработено за другата страна. Како е организирано? Браво и за Фрчковски, кој што на бензинската во Ранковце на кратер е со газите на Ами-8. Браво за сите оние кои што го поставиле. Негде во близина на Илинден. Кај еден мајстор со моје име. Браво за машката жена со волнисти нозе, кој што го донела таму каде што било. Браво за дечкото од хотел Бристол. Секоја чест. Секоја чест. Ама се има свој почеток и свој крај. Го завршувам ова мое вклучување во живо со следниве докази кои што ги пишев, а се поврзуваат со оние кои што денеска се живи и кои што треба да се произнесат или понатаму ќе молчат. Како и останатите кои што ги прозививме. А тоа беа Стојан Андов, докторот Огриновски и синот на Киро Таушанов, Владимир, мој браточет во Виена. Број 1. Подпредседател и заменик на Киро во тој временски период е Тито Петковски. Те повикуваме Тито Петковски да објасните дали во тој ден шетавте низ аеродромот,
Дали го пуштивте црвениот тепих да го чекате враќањето на Киро? И дали Тито Петковски, Киро Таушанов Глигоров дојдел? Дали Тито Петковски не отиде во клиниката каде бил оперисан и лежел Киро Глигоров во посета? Дали тогаш Тито Петковски не те следеше телевизијата? Дали дојдовте до портата на болницата, влеговте во влезот на клиниката каде наводно лежел Киро Глигоров? И наместо да го видите болниот на креветот Киро Глигоров, дали Тито Петковски вие тогаш видовте сосема непознат човек? Трет. И сега најбитното. Последни 40 дена од атентатот на председателот е должен да се јави на јавноста. Дали е способен да ја води државата или да се оде на нови избори. Во случајот на болест и немоќ го заменува председателот на собранието. Тоа беше Стојан Андов. 2 дена пред неговата смрт го прашавме дали Андов, бидејќи Киро Глигоров го нема никаде, дека е здрав и дека може да продолжи работата во државата, по законот постапува Андов. Го прашавме дали влезел во кабинетот и го завземал председателското место. Го прашавме Андов 2 дена пред да почине. Дали немаше тогаш карневалија? Дали Андов не влегува инспекторите и не ти изфрлија од кабинетот и не ти кажа дека Киро Глигоров е здрав и повторно ќе почне да води председателската функција? Иако е со половина глава и без лекарско уверение. Македонци мои, зошто е ова направено? Е направено да се избегне лекарското уверение и прегледот од врвни доктори, кои требаа да го направат и да утврдат дали Киро Глигоров е способен да ја врши председателската функција. И кога на ова ќе се додаде дека председателот е и врховен командант на воените сили, дали овој човек со половина глава може да биде водач на војската? Ете, македонци, самите утврдете, самите увидете. И на крајот, нека почиваат во мир сите кои што починаа од ногте на долгите вештерки кои што ги спроведе Бранко Црвенковски и самиот Киро Таушанов, и кои што успеа да го уништат ВМРО ДПМН од 90-тите, заедно со 5 телохранители на Киро Таушанов Глигоров, кои што ја знаеа ова вистина што денес Владо Павлов ви ја кажува. И сум се уште жив, единствено жив, пред онија која донесува сектарската еврејска организација и језуитите за остварување на новиот светски поредок со Јаковче и Антихристче, кој што неговиот биолошки татко не е во Македонија и наводно единствено тој, пошто се следи крвта од неговиот биолошки татко, би требало да е илуминат. Тоа го знаат сите овие кои што ги прозиваме денес, и тие се оние кои што
преку сите политичари 100%, преку сите медиумски куќи 100%, преку сите новинари 100% влијаат да ова мнение и ова вистина за рестарт на Македонија од атентатот до ден денес и кршење на нозите на Антихрист во Македонија за да не продолжи во Израел и Вавилон, им смета и мораше да го прават сето тоа што го прават до ден денес со Владо Павлов. И го правеа во интерес на ова што денеска ви го кажувам, а го работам повеќе од 15 години за спас на Македонија, па затоа и ќе кажат и се бореат толку жестоко да ме направат семеен насилник под капата на Јаковче и Антихристче, донесена од Хрватска во Македонија во време кога доаѓаат и овие језуити од Загреб и се сместуваат во Охрид. Затоа и сето оно се правеше да јас сега пред неговото доаѓање, на кој што треба Македонија да биде чиста, затоа што Македонија е земја на Исус, мора да го одработат ова сценарио против Владо Павлов, за да ме направат се и се што, за да вие денес не верувате на овие факти и аргументи, а несвесни дека неверувањето значи дочек на Антихрист во Македонија. Затоа вие одлучите, македонци, дали ќе го кронисате утре Исус или Антихрист кој што е тука од 90-те години во Македонија. Вака со вашиот молк и неверувањето на ова што Владо Павлов ви го кажува, без влакно на јазикот и без пардон, а се заблагодарува на сите оние кои што вака убаво е спакувале ова приказка за да ги уништат и убијат правите македонци во 90-те години и за да ја спобрат агендата на новиот светски поредок во кој што учествуваат многу тајни друштва денес во Македонија. И сите тие припаѓаат на еден исти центар кој што се вика Антихрист и нов светски поредок. Толку ли сите вие македонци сте поклоници на безброј тајни друштва за да имате арогантна гордост? Толку ли ви го испреа мозокот да се чувствувате како дека вие сте специјално одбрани да го правите тоа што го правите, а не свесни дека го правите за Антихрист, не за Македонија? Толку ли вие македонци не знаете дека христијанството или христијаните знаеме само дека е само Бог, ама некој успеал добро да ве подкупи и да ве направи елита на општеството, заборавајќи дека позади скапите автомобили и скапите одели и скапите одела, македонци мои, Бог ве гледа високо како прачовекот од камено време и по ништо не се разликувате од тоа, затоа што вашата двојна персоналност се однесува на еден начин кога вие како членови на овие друштва кои што имаат една единствена цел, остварувањето на целите и задачите за новиот светски поредок, кои што ја вршат преку вас,
а вие ги подпомагате со вашата улога во креирањето на робовска зависност во нашето македонско општество, станува се поразителна и поразителна. Нажалост, и 99,9% пред молкот на сето ова и моите македонци покорно го прифаќаат ова што го наметнувате вие во креирањето на македонската робовска зависност. Не знам дали можете да утврдите, вие македонци кои што толкова платили да се борите за туѓи интереси и скапо и дебело да си ја плаќате својата кожа, дека вашата награда која што ви е давана со поучување на секој нов член не е тоа кој што е дадено од Бог. Затоа што Божјото устно сведочење и подучување е секогаш било свето. И секогаш е усмено. Ретко е било запишено или во пишени записи и ретко потоа било публикувано. Затоа и на кој што затоа што како што вие го врбувате македонецот, така и тие вас ве врбуваат, бидејќи тие имат намера да владеат со светот, а со цел да се прикријат себе си и да расшират мрежата на управување на пониски нивоа, и во интерес на сето тоа формирале се повеќе и повеќе тајни друштва, и секој од нив има одредена намена. Кај нас најраширено такво друштвото е се малтешките витези, на кои што на пиедесталот е владиката Петар, Ротари, на кој што на пиедесталот бил Стојан Андов, Лајонес, на кој што добро ви се познати сите тие, ама сите тие учествуваат во оно што предмалку Владо Павлов ви го кажа, и истите друштва кои што добиваат експанзија после ноќта на долгите вештерки и уништувањето на македонскиот дух и на македонците во ВМРО ДПМН од само наречаниот атентат на Киро и доаѓањето на власт на Никола Груевски во ВМРО ДПМН, кој што ја прави експанзијата заедно со Васил Топурковски и присвојувањето на ВМРО ДПМН од Демократска алтернатива. Ако се успеале да го уништат македонскиот дух од овој само наречен атентат, јас ќе ги кажам само браво, како што и предмалку кажав дека ќе им дадам рака на Бранко Црвенковски и ќе му кажам секоја ти чест, како си успел да ги спакуваш македонците на начин кој што никој до ден денес не би го осознал, па затоа и дадовте 1.000.000 марки или 1.000.000 евра награда, бидејќи не верувавте дека некој ќе се појави како Владо Павлов
и јавно и гласно ќе кажи дека нарачателот си е самиот Киро Глигоров, кој што учествува во тие тајни друштва на кои што им е потребна Македонија за создавање на овој светски поредок и пречек на Антихрист, кој без Македонија не може да биде устолчен во Израел, а потоа и не може да го гради новиот Вавилон. Тој треба да биде македонец со родом од Александар Македонски и треба да го продолжи патот како што го правил тоа Александар Македонски од Македонија преку Израел па се до Вавилон. Така да оставам на Бог. Воопшто не ми е потребен ниту динар од таа награда. Порано сум пропагирал да ја дадеме за хуманитарни цели во Македонија. Денес не сакам ни динар. Едноставно сакам да направиме рестарт на Македонија, да го заслужиме она пред Бог наше присуство на земјата, за нашата Македонија, земја која што раѓала секогаш цареви на царевите и кралеви на кралевите, и тоа во древна област на Агријанија, каде што била Ематеја, каде што била Бела, каде што бил Дион. А не имаме безброј докази, каде што еден од клучните докази за Бела, за Ерусалим, за Делфи се украдени, и најголемиот доказ по кој што ги се води Антихрист утре, ако му дозволите, е доказот кој што го украде Увара Довлочани, а тоа е најстариот пронајден доказ на свеќе на животот, кој што го чував како очите своји, за кој што во тој само нарачан претрес Увара Довлочани не можеше да го изваде, па мораше да ги викне од против пожарна да го извадат, и од Светлина, каде што првите зраци од исток удараа на него, а беше така поставен во тој олтар кај Владо Павлов, со самото изгревање на сонце, првите зраци да бидат врз него. Денес тој доказ за Македонија, за Ерусалим, за Кочани, за Бела, за главното божество на македонците Етерот, за Богот Светлина, денес познат како Илија, е фрлен во некоја темнина, и кој знае дали е се уште во подрумските простории на Увара Довлочани, а јас знам што е тоа, знам зошто е тука, и знам дека на крајот, колку да имаме било што во нашиот град, ќе свати некој дека овој клучен доказ за Македонија, за Исус, за Александар, за Македон, бидејќи самото цвеќе на животот е ставено меѓу две африонски чушки, ни го докажуваат доказот за рајската градина, доказот од каде што се почнало, ќе се врати. Ќе се врати, бидејќи овие самопрогласени богови, ова секташка еврејска организација Језуити, не се поголеми од Бог. И Бог најубаво знае зошто е се тоа. А вие, македонци, продолжите да молчите. Јас нема да молчам. Јас секогаш ќе го кажувам сето оно што ми е дозволено од Бог и во интерес на вистината и правдата, а во наредните вклучувања во живо ќе имате докази и аргументи дали самонарачаниот атентат за создавање, како што докажуваме, за втемелување на секташка
еврејска организација Жути во Македонија е поврзан со многу грозоморни сценарија, меѓу кои и последното сценарио во Кочани. Да живее Македонија! Јас нема да дозволам Богот во мене да го убијат и ништо не ми значат овие со скапи автомобили и скапи одела со лептир машна и пура во уста со нивен тутун ала плантажи заеви. Да живее Македонија!